Фудбалскиот погон на Малеш од Берово стартуваше со подготовките за пролетниот дел во третата фудбалска лига на Македонија група Исток. Во саботата на тренерот на екипата Давјан Аврамски се озваа 17 играчи кои настапува во есенскиот дел и продолжува понатаму за втората пролетна полуетапа. Тренерот Дамјан Аврамски во денешниот разговор ни изјави дека е задоволен од остарувањето на неговиот тим и од учинокот на сите играчи. Правичните амбиции на Малеш, според зборовите на Аврамски, беше екипата на Малеш колече да се врати на правиот, вистинскиот пат како стабилен фудбалски тим. За да се оствари тоа, потребни се максимални напори пред се од раководството на клубот за обезбедување на непречени услови за организирање на фудбалската игра, обезбедување на играчи кои достоинствено ќе се борат за боите на клубот и кои во текот на есенскиот дел дојдоа и до самиот врв. Потребно е подобрување на пристапот кон играта, извршување на поставените тактички задачи, како и зајакнување на дисциплината. Подготовките во наредните 10 дена, поради екстремно ниските температури, ќе се одвиваат во спортска сала во Берово, а подоцна ќе се продолжи на отворено на фудбалските терени. Во зависност од тоа се контактира и за одигрување на пријателски контролни надпревари со повеќе екипи, но засега нема утврдени термини. Како што нагласува тренерот Дамјан Аврамски, амбициите за пролетниот дел се да се обезбедат неколку нови квалитетни играчи, како и млади играчи од локалните малешевски клубови, да се задржи континуитетот на успеси и ако се укаже можност да се нападне и првото место и пласман во втората македонска фудбалска лига Исток. Пролетниот дел на првенството ќе започне на 14 март, а во првото коло во Свети Николе ќе се сретат Овчеполе Малеш. Спортската редакција на Емнет телевизија во континуитет ги следи настаните на сите овие екипи со цел нивна полна афирмација и враќање на некогашните славни патеки на овие екипи кои некогаш жаре и палеа по фудбалските терени ширум Македонија и од кои екипи произлегува врвни фудбалски имиња кои станаа идоли на многу респектабилни и квалитетни екипи.